Наместо дома за полициски час, на викенд за шопинг и на гости кај роднини во Македонија. Заострените мерки во соседството ја зголемија фреквенцијата на возила на граничниот премин Блаце. Во Приштина и други општини во Косово со висок број на заразени на сила е полициски час. Трговските центри, угостителските објекти и продавниците имаат скратено работно време. Голем дел косовски државјани овој викенд ќе го поминат во Македонија. Гостите од Косово велат дека не бегаат од полицискиот час, туку го користат викендот за прошетка и пазарење. Идемо малку шопинг и враќаме се. Само данас. Доаѓате на викенд да прошетате? Да. За викенд. Само имамо кod пријатели да идемо и да се вратиме. Не на викенд, на 2-3 сата, само на шопинг. Не, со работка не одам на викенд. За разлика од Македонија, мерката полициски час ја воведоа речиси сите соседи на државава. Освен Косово, полициски час има и во Грција и Црна Гора. Здравствените власти кај нас засега не преземаат поригорозни мерки. Дали ќе има, ќе се расправа во понеделник. Министерот за здравство Венко Филипче изјави дека за нови мерки ќе се разговара откако ќе се сумираат ефектите од досегашните. Во Црна Гора полицискиот час трае од 21 до 5 часот изутрина. Забрана за движење имаат сите граѓани надвор од општините од петок на полноќ до недела на полноќ, а работата на сите угостителски објекти е ограничена до 20 часот. И во Грција граѓаните имаат забрана за движење од 21 до 5 часот наутро, а градинките и училиштата привремено ќе бидат затворени од 16 до 30 ноември. Во Хрватска членовите на кризниот штаб на комисија предложија масовно тестирање. Според нив тоа бил најдобриот начин да се стави пандемијата под контрола без да страда економијата. Словенија пак 2 недели ќе биде во карантин и без јавен превоз. Се затвораат сите, освен прехранбените продавници. Училиштата и градинките и понатаму остануваат затворени.